платите на вработените можат да растат, а државата ќе ги ослободи работодавачите од плаќање на тој дел од придонесите. Ова ќе важи со исплатата на платите за јануари, а како можност ќе се применува од првиот до последниот ден на 2024 година. Сето ова е предвидено во текстот за предлог законот за ослободување од плаќање на дел од придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата, подготвен од Министерството за труд и социјална политика, а кој веќе е доставен до собранието. На овој начин се вели во образложението, ќе се стимулира зголемувањето на платите за вработените, затоа што ќе се намалуваат трошоците за работната сила, кои ги засегаат работодавачите. Што ќе значи ова во пракса? Тоа е една мерка со која се стимулираат работодавачите да вработуваат луѓе, а да не им се зголеми износот на бруто платите. Значи, ги може за разликата што нема да ја плакаат на име зголемени придонеси, може да ги пренаменат во нето плата на вработените. Тоа од друга страна значи поголема мотивација на вработените и во секој случај користа е двострана. Овој закон, како што е предложено, нема да ги опфаќа институциите и органите од државната и локалната власт, но ги опфаќа дејностите угостителство, текстилна индустрија и градежништво. Максимумот за кој може да се одобри ослободување на дел од придонесите е до 9000 денари месечно по осигуреник, а минималната сума е над 3000 денари. Сепак, овој закон ќе има време траење од 1 година. Што потоа? Но прашањето е што после тоа? После тоа веројатно ќе мора повторно да дојде до зголемување на придонесите. Ние сите треба да знаеме дека фондовите за социјално осигурување се полнат од платите и придонесите што ги плакаат тековните вработени, а се однесува и за исплата на пензиите на отпорано што биле од луѓето вработени, сега се пензионери. Значи, тоа е една поврзана работа која што не може да се реши освен со редовна уплата на придонесите.